Кире, Монпелје речиси изгуби титулата во францускиот шампионат на 2 кола пред крајот. Дали тоа ќе смени нешто на овој Final Four? Па видете, од спортска гледна точка мислам дека тој е голем удар за тимот на Монпелје. Нема да им биде лесно со оглед на тоа што тие ја изгубија титулата во вторник и многу малце време имаат да успеат да се рехабилитираат. Никој не веруваше дека ќе се случи тоа, затоа што со оглед на тоа Монпелје имаше предобра сезона ова година, едноставно не знам како се случи да изгуба таа титула, меѓутоа затоа спортот е интересен и тие ја изгубија. Не знам какво е нивната психолошка состојба. Она што можев да го увидам, пошто ги пратам цела година, е тоа што во последните 2 до 3 недели можеби паднаа малце на физички, затоа што има претешка сезона, игра Лига на шампиони, одигра многу надпревари од типот со Барселона, кој што ја поминаа, после го поминаа Фленсбург. Мислам, тоа е многу психолошки тешко да се издржи тој товар, поготово на физички план, и беше очекувано дека ќе паднат на тоа поле. Меѓутоа, ова е една утакмица и никогаш не се знае. Јас стварно не знам како функционираат и дали ќе се успеат да се вратат. Француски менталитет, мислам дека нема многу да жалат, иако се свесни што изгубија. И ќе проба да го дадат максимум, иако Вардар е фаворит во овој надпревар, е многу поодморен, можеби поздрави играчи, имаше многу повеќе време да се спреми и на тактички план. Така да мислам дека Вардар има голема предност. Сега дали ќе искористи или не, тоа ќе го видиме утре. Кога сме кај психологијата, Нант веројатно е најрастеретен на овој Final Four. Што се очекува од Келн? Па да, ние сме најрастеретени. Јас тоа го кажав и на вашите колеги дека за прв пат доаѓам со една понеинформирана екипа која што е во некој поден во Европа во ракометот. Тоа е Нант и за разлика од претходните доаѓања секој сум имал поголем притисок за дека мора да се освои Лигата на шампиони. Ако не се освои, тоа е веќе неуспех за клубот, дали се работеше за Сиудад Реал или за Барселона. Ние немаме што да изгубиме. Утре ќе пробаме да одиграме еден квалитетен надпревар, храбар надпревар, ќе играме одважно, карактерно и ќе пробаме да искористиме шансата, ако ни се укаже, да го изненадиме големиот фаворит. Париз за нив ќе се смета неуспех и да дојдат до финали и кога го изгубат, веќе нивните вложувања веќе трет пат заред се на овој турнир. 2 пати не успеа да го освојат, значи они ќе одат на се или ништо и по секоја цена да го освојат овој турнир. Ние ќе, доколку ни се укаже шанса, ќе пробаме да бидеме паметни и да искористиме. Доколку не, живи и здрави, мислам дека треба да бидеме и задоволни, затоа што многу подобри екипи во наводници со многу поголем буџет останаа позади нас, од типот на Рајне Карловен, Фленсбург, Веспрем, Сегет, Барселона, и да не ги набројувам, а ние сме дел од овој Final Four турнир. Така да ќе видиме утре. Ако ни се укаже шанса, мислам дека со 2 раце ќе ја прифатиме. Кога зборуваме за ПСЖ, дали може да зборуваме за слаби страни во играта? Па слаби страни, јас не знам колку ќе се опорави Лука Бало. Мислам дека тоа е голем хендикеп доколку Лука Бало не е на негово 100% ниво, и тоа би било еден голем хендикеп, инаку има толку многу играчи што можат да се менуваат, да држат ритм во сите 60 минути. Знаеме дека таму се најдобрите играчи, најскапоплатените играчи, и не би рекол дека да пробаш да најдеш некој недостаток, тешко дека ќе го најдеш, и подобро е да не се оптеретуваш, него да играш своја игра. Малку за Вардар. Што може да се очекува од Вардар, еве твоја анализа на тимот за оваа сезона? Па видете, Вардар доаѓа тактички спремен, голема почит према Раул, кој што е многу добар стручњак. Ќе видиме што ќе се случи. Значи, они имаа предност со тоа што немаа тешки надпревари во последните 2 недели. Не знам колку така можеш да ја темпираш формата. Ја имам моје искуство играјќи во Асобала лигата, која е многу послаба од француската, играјќи сега. И секако тоа има предности, каде што ја зачуваш, не ја губиш свежината и се спрема само за главните надпревари од Лигата на шампионите и Француска лига, каде што на секој меч, па дури ако играш последниот, можеш да изгубиш бодови без разлика, дури ако играш дома. Имајќи ги двете искуства, мислам дека второто, француското, е многу подобро, затоа што се коси во тонус, во добра форма и ништо не може да те изненади. Вардар можам да го споредам со
со шпанското правенство, каде што да се спремаш, многу си посвеж, поздрав, меѓутоа немаш прав тест пред еден многу важен настан каде што тие два надпревари се играат со многу на голем интензитет и на многу високо ниво. Меѓутоа во спортот нема правила и никогаш не знаеш, ќе видиме што ќе се случи во ова дена, па можеме да анализираме по завршетокот на Final Four. Фала. Фала.